Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Добро познатиот стил на Социјалдемократскиот сојуз со закани за тужба е повторно на сцена. Како млади политичари, сум силно уверена дека е потребно да сме поконструктивни од испраќање закани за тужби. Дарко Каевски преку социјалните мрежи побара јавно да се извинам за вчера поставените прашања, а доколку тоа не се случи, изјави дека ќе поднесе тужба. Действијата на клевета не треба да ги користите како средство за задушување на дебатата или пречка за јавните личности да се повикаат на отчетност. Не и се, ќе продолжам со некои други факти. Додека Дарко Каевски е на функција, фирмата Гео Каевски добива десетина тендери од државни институции, органи на локална самоуправа и јавни предпријатија. Во текот на 2018 година фирмата Гео Каевски од општина Велес и општина Желино добива по еден тендер во вкупна вредност од 808.000 денари. Бизнисот тргнува во 2019 година кога со 4 тендери преку општините Велес и Желино, Полошкиот плански регион и јавното предпријатие Водовод и канализација инкасирал 9.748.000 денари. И 2020 година е нешто слична за Гео Каевски, кога од вкупно 7 тендери од општините Велес, Желино, Липково и Ранковце, како и од Полошкиот плански регион, јавното предпријатие Дрисла и јавното предпријатие Водовод и канализација земала 8.351.173 денари. Ова се извадоци од интернет страницата на Бирото за јавни набавки кои го докажуваат тоа. Тоа се овие документи. Од овие тендери, фирмата Гео Каевски добила над 18 милиони денари, односно 300.000 евра за само 3 години. Дали е ова начинот на кој се богатат функционерите на СДСМ, кои додека извршуваат функција, нивни блиски земаат тендери во вредност од неколку милиони денари. Дарко Каевски е должен да одговори. И да, господина Каевски, јавноста има право да знае како е стекнат имотот. Зашто се извинувам јавно дека не станува број за скоро 170, туку за прецизни 152,5 метри квадратни стамбена површина запишана во анкетен лист за 2020 година. Тоа е овој анкетен лист од каде се добиени податоците. Ви благодарам.